Младиот каратист Марко Џорлев од Штип бележи големи резултати. По четврти пат големиот талент стана државен првак на Македонија. Прв пат како кадет, откако претходно 3 пати беше државен првак во конкуренција на пионери. Но Џорлев испише уште еден голем успех. Тој се пласираше на Европското првенство за кадети, што ќе биде негово прво учество на европските првенства. Ова е моја прва година како се надпреварувам во кадети и прв настап на државно првенство за кадети. Нормално се чувствува разлика, за разлика од пионери кога бев помал. Имаше доста конкуренција, во мојата категорија имаше 10 души, 10 надпреварувачи од многу клубови од низ цела Македонија, но не беше многу тешко за мене, бидејќи бев добро спремен, бев фокусиран на тренинзите пред тоа, имав добри подготовки и извојував 6 победи, ниту еден пораз и со тоа успев да се квалификувам на европско првенство. Не само што станав државен првак, туку и обезбедив пласман за европското првенство кој ќе се одржи во февруари 2026 година во Кипар во Лимасол. Како што вели Џорлев за МНЕТ телевизија, подготовките за неговото прво учество на европското првенство започнуваат веќе уште денес, а младиот штипски каратист сега стана член и на кадетската карате репрезентација на Македонија. Чувството е прекрасно, бидејќи со ова станав член на репрезентацијата за кадети за Македонија. Подготовките почнуваат, можем да кажем, уште денес, бидејќи европското првенство знаеме сите дека е на многу високо ниво. Ова е многу важно првенство. Уште неколку месеци има до европското, тоа се одржува во февруари, така да подготовките во најбрзо време ќе почнат. Џорлев е член на карате клубот Штип, а овој клуб на државното првенство кое се одржи изминатиот викенд забележа големи успеси со освоени многу медали. Освен јас што се пласирав во саботата на европско првенство, ние имаме уште 5 пласирани во неделата, бидејќи се одржуваше државното првенство во 2 дена. Тоа се Љупчи Михајлов и Мила Панчева во помлади сениори У21 и Душица Бреслиева, Драгана Евтимовска и Мила Штериева во јуниорки. Исто така морам да ги споменам Никола Митев и Джем Пашов, кои за влакно не успеа да се квалификуваат, ги победија сите борби, но во последната борба која што беше многу важна за пласман за европско првенство, за влакно им избега да победат и да се пласираат и тие, но покажаа многу добри борби. Во кумите во борби сме најуспешен клуб на државното првенство, имаме дупло повеќе злата, имаме 6 злата и 6 пласмани на европско првенство. Второ пласираните имаат по 3, кои се големи клубови од Скопје, како Мак Петрол, Кизаме, Кейкс, така да сме убедливо први на државно првенство. А за подготовките уште не се знае, ќе почнеме со подготовки во мојот клуб, со моите тренери, Сашко и Жарко Арсовски, голем поздрав до нив, со моите клубски другари, а за припреми на страна уште е рано, ќе видиме. Младиот каратист Марко Џорлев е голем талент, кој нижи големи успеси не само дома, туку и на меѓународната сцена. Дефинитивно, градот по Тисорот е горд што има ваков голем талент, а пред кој сигурно дека ќе следува многу успешна кариера.